Последниот од серијата земјотреси што се случија во Скопскиот регион е регистриран синоќа во 20 часот и 57 минути со магнитуда од 2,1 степен по Рихтер, соопшти Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Најсилниот земјотрес беше почувствуван вчера во 15 часот и 10 минути со магнитуда од 5,3 степени по Рихтер, а епицентарот беше на 7 километри источно од Скопје. По овој земјотрес, до околу 18 часот регистрирани беа околу 12 послаби земјотреси, од кои што со мали интензитети се осетени 4. Серијата земјотреси почна уште од утрината, кога беа регистрирани 2 потреси од страна на телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Македонија, со јачина од 3,9, односно 2,8 степени по Рихтер. Послаб земјотрес, предпладнево во 11 часот и 50 минути, повторно беше почувствуван во Скопје и околината. Дали може да се очекува повторно земјотрес? Ниеден сериозен сеизмолог или сеизмолошка институција во Македонија и во Европа и во светот воопшто не може да каже кога точно ќе има земјотрес, како што граѓаните би сакале да слушнат, дека во одреден, значи точно во колку часот или во кој ден точно ќе се случи земјотрес. Единствено науката што може да каже, тоа е дека постои одредена веројатност да во одредено подрачје за одреден период може да се случи земјотрес со одредена магнитуда. Значи, како што кажав, за Скопското епицентрално подрачје 100 години е земјотрес со магнитуда од 5. По серијата земјотреси, во скопските болници и амбуланти лекарска помош побарале стотина лица. Најголем дел од нив беа лица со полесни повреди, а ниту еден пациент не бил во животна опасност. Во градската болница во Скопје пристигнале пациенти со повреди по екстремитетите, но и такви кои биле прегледани поради голема вознемиреност по земјотресот. До Центарот за управување со кризи имало 85 пријавувања за штети, заклучно со синоќа во 21 часот и 30 минути. Вчерашниот земјотрес кој го погоди главниот град беше најсилен во последните 110 години, по земјотресот од 1963 година. За разлика од 63-та кога земјотресот изнесувал 6,1 степен. Вчерашниот беше послаб, но и пократко траел. Експертите велат дека земјотресите до 5,6 се силни, но не и разурнувачки. Историски пак во Македонија најсилниот земјотрес се случил во Пехчево, со магнитуда од 7,4, кој е еден од најсилните регистрирани во Европа. Втор регион каде често има појава на земјотреси е Валандово, каде по 300 последователни земјотреси. Главниот удар бил со јачина од 5,4 степени. И тога забележани биле само мали оштетувања по куќите.